Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини вечерва со Драгана Бојковска добро вечер. Добро вечер. Јованка Тренчевска добро вечер и за вас. Добро вечер. Амар Мециновиќ добро вечер. Добро вечер. И Павле Арсовски добро вечер и за вас. Добро вечер. Ќе почнеме со изборниот законник. Што е проблемот со диаспората? Зошто толку заглавивте во договарањето? Дали може и на каков начин да гласа диаспората? Видете, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека на овој начин, со електронско гласење или со писма, е неприфатливо за Социјалдемократскиот сојуз, затоа што пред се сметаме дека тоа е еден обид за изборен грабеж. Кога се договараше во минатата недела на координација помеѓу координаторите на пратеничката група, беше договорено да начинот, уредувањето на начинот на гласање биде со подзаконски акт кој што ќе го донесе Државната изборна комисија. На самите преговори беше договорено да тоа се донесе со консензус на сите политички партии, на сите представници, односно членови на Државната изборна комисија, да после оваа координација излезе ДПМН со став дека неприфатливо е за нив, значи еднаш прифаќа, следниот момент неприфатливо е со консенсус да се носи со мнозинство. Друго што ние искрено сметаме дека на ваков начин гласање електронски по пошта можеме да ги ставаме во една незгодна ситуација нашите сограѓани, граѓани, државјани кои што живеат во диаспора, да некој после некое време ги обвинува дека учествувале во некаков изборен грабеж. Она што е прифатливо за СДСМ е да се седне, да се разговара, имаме време и така предлогот е да се гласа од 2029 година на претседателските избори. Да седнеме, да го уредиме, значи мора да постои дел и основ за она што треба да го сработи после тоа Државната изборна комисија и во законот, а не да оставаме се на Државната изборна комисија. Добро, обвинувате дека на овој начин е можен изборен грабеж, како што велите, што е, да речеме, фалсификување на изборите на некој начин, е тешка квалификација. Може ли пластично да ни објасните за граѓаните како на тој начин може да се ограба вољата на... Без механизми за заштита, за надзор на сето ова. Па сведоци сме дека во 2020 година падна системот, беше хакиран системот на Државната изборна комисија. И затоа велиме, дајте да седнеме, да се разговара, имаме време. Зошто е тоа брзење за 29-та, сега сме 2026 година. Да седнеме, да го утврдиме начинот на гласање, како би изгледал тој подзаконски акт, па после Државната изборна комисија да си го среди. Зошто тоа не го направите до сега, дека имаше многу време? Видете, ние и се покажа дека е правилна нашата одлука со излегувањето од работната група. Причината за излегувањето на јавности е позната, законот за влада. Меѓутоа, ниту во препораките на ОПСЕ ОДИХР, ниту додека учествувавме, кога 2-3 состанока бевме присутни на работната група пред да излеземе, прашањата кои што требаше да се дискутират беа забелешките, коментарите од ОПСЕ ОДИХР. Ниту во еден извештај на ОПСЕ ОДИХР не се спомнува гласањето на диаспората. Зошто? Наеднаш, кога на самиот почеток на работната група ние се договоривме дека ќе ги разгледуваме препораките, ќе почнеме од онаа што е полесно, за кое што сите имаме консензус, уште на сам почеток, за после тоа да дојдат оние прашања за кои што треба да отвориме многу поширока дебата. Генерално мислите дека диаспората е во ред да гласа? Диаспората и во моментот гласа. Апсолутно. Бидејќи со овие писма има многу други земји членки на Европската унија каде што така си гласат и нема проблем. Кои што состојбата е многу поразлична и со демократијата и со минатото, за разлика од нас. Добро. Апсолутно сме за гласање на диаспора, затоа што и во моментот таа глас. Меѓутоа, за ваквиот начин на електронско гласање или по пошта, дефинитивно не, затоа што дефинитивно тоа е еден обид за историски изборен грабеж на ДПМН и на ДУИ, затоа што и двете политички партии го поддржуваат. Добро, која е целта да се како што велат од СДСМ да се турка овој, дали се сигурно ќе ми кажете не, меѓутоа
Зошто се бутка сега ова на ваков начин толку брзо? Па јас на почеток само ќе кажам дека граѓаните ќе ценат која е вистината и која ќе биде на крај логиката на сето на кое што го зборуваме и за кое што делуваме. Најнапред морам да кажам дека самиот изборен законник е толку важен што представува остварување на најможното демократско право, тоа е избирачкото право и нашата црвена линија, како што кажавме во рамките на овој предлог изборен законник е токму дијаспората да има подостапно гласање. Дијаспората има во моментот нели право на глас, но да биде нејзиното право подостапно. Зошто? Бидејќи нелогично е некој за да си го оствари најдемократското право, гласачкото право, да патува и по 10 часови со авион за да може да го оствари истото право. Ние не измислуваме топла вода, веќе вакви пракси на електронско гласање или гласање по пошта постојат во многу земји. 16 од 27 земји членки на Европската унија веќе користат модел по пошта. Ние предложивме модел во кој што електронското гласање најнапред би се ставило како понуда, но дојдовме до неприфаќање од страна на социјалдемократскиот сојуз. Бевме навистина многу коректни во целата таа дебата. Имавме неколку пати овие преговори не почнаа всушност и самите разговори во врска со изборниот законник од сега или од вчера или во моментов, туку се почна со онаа лидерска средба во јануари месец каде што социјалдемократскиот сојуз не ни беше присутен на самата лидерска средба. Потоа почна работната група на која што и претеничката Јованка Тренчевска чи нам беше учесник во работната група. По 2-3 состаноци истите ја напуштија за да продолжат нели оние модели во кои што би нашле партиите некаков консензус. Јас ценам дека остварувањето на најдемократското право е наше уставно задолжение за кое што мора да се заложиме да стане подостапно за дијаспората од две причини. Прво, како што реков, е тоа уставно загарантирано право кое што мора да го наложиме да биде спроведено на еден ефикасен начин, и второ од економски причини, бидејќи Александар ние плаќаме илјадници евра да испратиме оттука комисија за да ги спроведе изборите за гласачи кои што се пријавени до некаде до 8 гласачи за да го остварат своето избирачко право, и цениме дека тоа е нелогично. Имаше и останати забелешки од страна на опозицијата кои што навистина не седен конструктивен начин со претеничките групи. Најдовме канал на комуникација во собранието, прифативме се, ние рековме се ќе прифатиме во рамки на конструктивноста за да се случат измените на изборниот законник, но еве повторно се наоѓа начин да се закочи. Дали се извинувам што прекинувам, дали една од причините бидејќи секој избори гледаме со автобуси, со автомобили, со авиони се носат гласачи од дијаспората масовно да гласат. Дали со ваквиот начин како што го предлагате тоа би се намалило? Видете, наша стратешка цел, ние и на самата програма и со почеток на нашиот мандат на оваа влада предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, основавме министерство кое што ресорно има и дијаспората. И наша стратешка цел е токму враќањето на дијаспората дома и канал на комуникација кој што ќе биде засилен со дијаспората, бидејќи на нас не се навистина важни. Една од причините токму и заради кој што сакаме да засилиме оваа комуникација, да се овозможи навистина едно ефикасно спроведување на нивното гласачко право кое што и сега постои, но кое што навистина ако постои како право кое што не му овозможувате на човекот да го оствари на најможен ефикасен начин, де факто му го ускратувате. Добро, ако имате такви добри намери како што велите дека имате, зошто има тогаш токава недоверба кај опозицијата? Па јас ценам дека се зборуваме ние многу за технички работи, а во суштина е политички проблемот, бидејќи ги гледаме и анкетите кои што ги даваат и граѓаните, дека не се работи всушност за техникали, туку се работи за политички момент во кој што и СДСМ и Левица паѓаат на анкетите по доверба на граѓаните. ВМРО ДПМН во моментот ужива огромна доверба од граѓаните. Тоа ни е нашиот мотив да продолжиме со реформите. И само уште еден момент ќе напоменам дека оваа реакција на кочење на реформскиот закон, изборниот законник доаѓа во момент кога токму од Европската комисија имаме сигнал дека сме позитивно оценети во спроведување на реформите, добиваме пари согласно реформската агенда, имаме дополнителна најава дека кон Македонија ќе се насочат дополнителни средства согласно реформската агенда, бидејќи имаме навистина голема успешност во остварување на испрати. Наспроти тоа, дека натре тоа да го саботира, мислам зошто ви го прават. Па јас мислам дека е политички момент, бидејќи
бидејќи се соочени со фактот дека на наредните избори ќе се соочат со уште еден голем пораз. Да напоменам, гласањето на диаспората е предложено да се одржи во 2029 година, што СДСМ де факто признава дека во 2028 година, доколку се случат редовни парламентарни избори, со оној изборен грабеж кој што го нарекуваат, баш сакам да ми објаснат како се спроведува изборен грабеж. Ајде, само Прифаќа дека ќе бидат конечно споменати еден круг левица и СДСМ и Јас би сакал само пред се да дадам коментар пред да влеземе во самата полемика, е дека поразителна е владата после 2 години мандат од 4 да покаже дека е влада која не знае да комуницира и не знае да разговара со опозицијата, туку сака само да разграбува што повеќе моќ колку што може да акумулира, затоа што самото тоа што гласањето на потребата за носењето на овој изборен законник од една страна имавме црвено кај опозицијата и зелено кај власта, тоа покажува дека власта проба да донесе консензус, да донесе изборен законник по своја мерка и тоа е аларм само по себе. Од друга страна, ние како граѓани да се абстрахираме од ова политички 30 години чекаме демократизација на процесите. Сите кои се инволвирани во политиката и како активисти, како политички партии и политички субјекти досега, многу јасно знаеме што е потребно за нашиот изборен модел и какви реформи му се потребни. Јас само сакам да нагласам дека ние кога ВМРО ДПМН спомнува илјадници евра кои одат за диаспората, јас сакам да нагласам дека само последните локални избори начинаа 9,7 милиони евра, од кои 2/3 одеа за рекламирање на партиите, од кои 0 денари дојдоа кај нас, например. Сега да се навратиме на диаспората и што е проблемот моментално. Моментално имаме една сериозна ситуација од која има излез и ќе го нагласим излезот. Потоа, но сакам да нагласам некои работи, дека ВМРО ДПМН и пратеничката Драгана Бојковска кога влезе во парламентот, влезе на платформа за носење на една изборна единица. Тоа беше ветување на ВМРО ДПМН. И откако се формираше парламентот, кога се отвараа тие нови министерства чии ингеренции ги спомнувате, левица понуди, еве, ние ќе ви дадеме гласови за 2/3 мнозинство да се случи отварање на нови министерства, но ние бараме една изборна единица. Тогаш тој разговор умре. На лидерската средба се разговараше за една изборна единица. За на лидерската средба не се разговараше за диаспората. Што значи тоа? Дека ВМРО ДПМН и Мицковски комуницираат со нас како јавност, дека ќе воведат една изборна единица. На лидерската средба комуницираат за една изборна единица и на крај ни изненадуваат и нас како опозиција и ги изненадуваат и граѓаните и сите нас со нудење на диаспората. Тоа значи дека ВМРО ДПМН има непредвидливи позиции кои сакаат да го задржат статус квото, бидејќи крајно на ВМРО ДПМН овој изборен законник, овој недемократски изборен законник кој не ги представува гласовите на граѓаните како што треба, тој изборен законник ВМРО ДПМН знае да го манипулира. Понатаму, сакам да нагласам дека воведувањето на едната изборна единица, иако е популарно, затоа што колешката Драгана рече дека опозицијата ја плашат политичките калкулации и бројките, воведување на една изборна единица ќе им минусира пратеници на ВМРО ДПМН. Крај, вистина. Тоа е просто моделот е таков. ВМРО ДПМН во ниеден момент не се противи на една изборна единица. Само сакам да кажам, моделот е таков што на ВМРО ДПМН ќе им минусира пратеници, а диаспората потенцијално ќе им донесе пратеници, така што граѓаните треба да знаат дека ВМРО ДПМН знае само да размислува во плюс за себе. ВМРО ДПМН овој изборен законник го води за да си ги појача своите позиции, а не за скопјани кои мораат 12.000 гласа да вложат за да добијат пратеник, за скопјани да разговараме за скопјани кога зборуваме за достапноста за гласање, бидејќи вие гајле за диаспората, за нашите брадучеди пријатели кои се таму, што правиме со вашите комшии од Скопје кои мораат 12.000 гласови да дадат за еден пратеник во споредба со Шеска, например, каде што со многу помалку гласови се станува пратеник. Значи, луѓето кои тука живеат и кои ја живеат бедата на овој политички систем, не можат нивните гласови да ги уважат на начин кој што е потребен на нашата демократија, па ние сега разговараме за диаспората. Диаспората е една димна бомба на ВМРО ДПМН, затоа што крајно ВМРО ДПМН нема ни намера да дојде до консензус или потенцијално да донесеме нов изборен законник. Нема едноставно капацитет за демократизација на процесите. И сега јас морам само еден мал коментар да дадам, дека неучеството на СДСМ пред се на лидерската средба и во работните групи ја ослаби позицијата на опозицијата во овој цел процес. Опозицијата требаше многу поконкретно да застане зад барањата на народот и на ОПСЕ, ОДИХР и на сите
невладини организации кои се бават со оваа проблематика. Не, опозицијата настапи од послаба позиција затоа што СДСМ излезе. Добро, па истото прашање, зошто би го направиле тоа? Мислам, кој зошто би го направил? СДСМ. Зошто би ослабило опозицијата? Еве сега ќе ви кажам. Значи, дали или не, едноставно позицијата на опозицијата во процесот на преговори за овој изборен законник беше ослабната од тоа што СДСМ одби да учествува. Крајно, ние се сомневаме дека и на ВМРО ДПМН и на СДСМ им одговара овој изборен законник. Ајде само бројките да ги видиме повторно. Не коштале 10 милиони евра последните локални избори од кои 2/3 отишле кај партиите? Па нормално дека ќе им одговара овој изборен законник. Затоа се сомневаме во простата математика на мотивите на нашите политички противници во оваа смисла. Затоа имаме излезно решение од оваа ситуација. Фрлината ракавица? Да. Прво сметаме дека опозицијата треба да дојде на нашите позиции, затоа што ако ВМРО ДПМН сега ни ја пушта димната бомба со диаспората, тогаш ние треба да застанеме цврсто зад линијата на народот дека сака една изборна единица. Кога ВМРО ДПМН сака да прави политички експерименти, ние бараме да се спроведе тоа што сите знаат дека треба да се направи. Ние ќе се задржиме на таа линија и компромисното решение за гласањето на диаспората, ние го гледаме во гласањето на претседателските избори. Ние сметаме дека диаспората може да гласа по пошта на претседателските избори, бидејќи претседателот е доминус во поглед на надворешната политика, и ние сме спремни да го прифатиме тоа барање, но само под услови за воведување на Може ли да појаснам, бидејќи се манипулира со изјави? Има многу, само повелете за нас. Задржете се едната. Се задржаме, мислите па да си почнеме. Движење знам учествуваше активно во овој процес. Во последниве работи на таа работна група под покрителство на Министерството за правда. Ние ги искажаме нашите ставови во смисла на тоа што го имаме како изборна програма или програмски определби, да ние сме за тоа да Македонија го смени изборниот модел и да пристапиме кон една изборна единица. Имавме и конкретни предлози околу тоа. Се слагам со колегата Мециновиќ дека актуелниот изборен законник е поприлично анахрон, одговара на некое друго време, на некои други состојби во парламентот. Ние веќе немаме две големи партии во власт, две големи партии во опозиција, тука е левица, тука е знам. Утре може да биде и некаква друга ситуација и дефинитивно треба да се донесат измените на изборниот законник околу гласањето на диаспората. Сакам да ве потсетам дека диаспората е нераскинлив дел на македонската нација, во смисла на граѓаните на државата, и ние мора да направиме напор за да им го олесниме правото да гласат. Тешки се зборовите изборна измама. Ние како политичари имаме обврска да креираме стабилност пред граѓаните, пред јавност. Ако ние однапред кажуваме дека нешто ќе биде изборна измама, што граѓаните треба да мислат околу овој процес? Ние разговараме на работната група дека 2029 година, ние како политичари, сите ние заедно, треба да дадеме насока, цел, каде сакаме и како сакаме работиве да се случуваат од денеска за 3 години. Ако кажеме дека за 2029 година, за претседателските избори, сакаме, еве, најпрвен диаспората, да гласа електронски, да им го олесниме тоа. Крајна цел ќе биде еден ден и во Македонија гласањето да се врши електронски. Бидејќи се 3 години во прашање. Ова не го сметам за брзање, ова е само кажување на визија како треба да биде од сега за 3 години. Државната изборна комисија има доволно време со правилници, подзаконски акти и така натаму да го разработи тој систем во смисла на IT безбедност, контрола на системот. Бидејќи денеска се електронски околу нас, ние функционираме електронски, зашто не би и гласањето на диаспората било олеснето на електронски начин. И ставот дека диаспората треба да гласа како и ние овде во Македонија, па не е така. Ние имаме изборно место во круг од 3 километри од место на живење. Некој треба да патува од Македонија во Португалија да го оствари своето уставно право. Не е исто. Треба да им го овозможиме тоа, а имаме сосема доволно време за да Државната изборна комисија го уреди оној технички дел, безбедносен дел, за да тоа функционира. И благодарам. Реплики имате, повелете? Да, кратка. И колежката Бојковска и колегата Мецинови ја спомнаа лидерската средба.
И тука потврдивме дека нашата одлука била исправна, затоа што кажавте вие што е зборувано на лидерската средба, меѓутоа бевте излажени. И се покажа дека неодењето на лидерската средба, а и тогаш зборувавме дека е фарса, дека ништо што ќе се договорите таму нема да биде исполнето, се покажа. И не сметам дека позицијата на опозицијата со неодењето на лидерската средба и неучеството на во работната група е ослабната. Напротив, до крај ќе се бориме, за да докажеме дека ваквите одлуки не се добри за граѓаните, не за опозицијата, за граѓаните. Вие зборувавте за уставното право на диаспората да гласа. Апсолутно, сега го има тоа право. Пајде кога е предвидено да се гласа од 29-та, пајде да овозможиме електронско гласање и за нас овде. И за диаспората, и за нас. За сите. Не само за диаспората. Зошто и овде да нагласаме електронски? Ке се намалат исто така неопходните средства потребни за организирање на изборите. Меѓутоа, ова е само тригерот за да вие, како ВМРО, критикувате дека опозицијата го блокира изборниот закон, но всушност договорот внатре помеѓу вас и ДУИ е она што го блокира изборниот законник. Не сме против Државната изборна комисија да го регулира сето тоа, меѓутоа со консензус. И така беше договорено во петокот на координаторите на политичките партии во собранието. Со консензус да одлучуваат внатре во Државната изборна комисија. Ти можеме да дојдеме до исти вакви ситуации. Ако законот се носи со консензус, тогаш и внатре во изборната комисија, во Државната изборна комисија, за овие прашања треба да има консензус. Да, но законот не се носи со консензус. После 5 минути законот се носи со консензус. Консензус за да сите ги признаат правилата на игра. На првата седница на работната група тоа беше договорот. Сите прашања да ги носиме со консензус, да дебатираме ако треба и по 5 недели за едно прашање. Меѓутоа на крајот да бидеме сите убедени дека тоа решение е прифатливо за сите. Добро, благодарам. Добро, со репликава колешкава Јованка Тренчевска каже дека СДСМ се маргинализира како партија всушност со неучеството на самата лидерска. Јас така го оценувам тоа со неучество на лидерската средба и на работната група. Во рамките на работната група јас не бев учесник во таа работна група, колегата Павле беше, може да потврди дека било разговарано на самата работна група во врска со диаспората. Ке потврдам уште една изјава како што ја оквалификува всушност СДС диаспората, дека представува антидемократски чин. Со самото квалификување на диаспората, со ова овозможување, ама се ве молам ве слушам, антидемократски чин, со тоа што им се овозможува на диаспората, достапност за да гласа и да се го овозможи своето гласачко право на достапен начин. Па тоа ви се зборовите на вашиот лидер Венко Филипче, проверете си. Ајде, најдете ги. Со самата ваква навреда на диаспората и од ваша страна денеска еве и од Левица, тоа е навреда и рушење на националните интереси. Манипулација. Значи вакви изјави нема да дозволиме во емисија која што има гледаност да се испревртуваат зборовите на политичките партии кои што се во опозиција и да се зборува невистина. Исто диаспората е важен сегмент. А што е проблемот на дозволување на диаспората вие сакате на швейцарски начин да го донесете ова? Затоа што немате никакви механизми за надзор. Немате механизми за надзор. Дајте да седнеме да разговараме. Имаме време до 2020. Добро, ова не е единственото прашање од државата, што 2 минути. Само што нешто ќе отвори реплика на Амар. Да зборувате во јавно. Ќе ве замолам само еден по еден да говориме за да може да Па јас истото го велам. Прашањето за една изборна единица
го отварате тема за која што ВМРО ДПМН воопшто нема проблем за една изборна единица. Тоа беше и во рамките на нашата изборна програма и во рамките на работната група, можете вие да потврдите и со вашите колеги кои што учествувале во рамките на работната група, ВМРО ДПМН не е тој кој што го кочи процесот за една изборна единица да стане реалност, но во духот на таа работна група било договорено да се дебатира за прашања за кои што можеме да најдеме реален консензус. Ако сме реални за ситуациите што можеме да ги донесеме консензуално. Очигледно за прашањето за една изборна единица имаме кочници не од страна на ВМРО ДПМН, туку од страна на други политички субјекти. Така што претпоставувам треба да си го најдете одговорот од таа страна. Нашата цел беше препораките на ОПСИ и ОДИХР да ги интегрираме и ова за кое што денеска зборуваме, конечно ефикасно да стане гласањето на диаспората, за кое што на вистина не знам зошто и двете страни се исплашени од гласањето на диаспората. Еве да ги чуеме зошто. Значи, прво само еден краток коментар. Инаку имаме и компаративна анализа за која што е презентирана и на самите работни средби, каде што можете да ги погледнете моделите на мислам дека е таа целосно погрешна логика, затоа што со авторитарно насилно ВМРО излегувањето на процесите остава стотици илјади граѓани кои сметаат спротивно од ВМРО ДПМН на маргините на процесите, затоа сметам дека некој треба да ја понесе таа одговорност. Од друга страна, едноставно ние гледаме една дебата на бипартизмот. Тоа морам да го искоментирам, искрени да бидеме, затоа што изборниот законник го прават партиите кои веќе владееле и кои ги дале овие резултати. Значи 10 милиони евра ние да трошиме. 10 милиони евра ние да трошиме за изборен процес од кои 2/3 одат кај партиите кои толку имаат веќе акумулирано богатство и кои не го даваат бипартизмот ни под било која цена. Значи тие што земаат 7 милиони евра, само секунд, тие што земаат 7 милиони евра, некјат да дадат на тие кои земаат нула еднаков фер третман. Е сега за диаспората. Вашата реченица дека левица ја навредила диаспората е емотивна манипулација со диаспората и со нашите граѓани кои сите во нашите фамилии имаме по еден во диаспора затоа што иселено, што е брилијантна ситуацијата во Македонија, ама исто така ги вреѓате сите гласачи во Македонија, затоа што сите гласачи кои овде живеат и бараат реформа на изборниот модел. Вие сега зборувате за диаспората и ги прескокнувате сите наши граѓани. И сега на крај ќе ви поставам едно многу суштинско прашање. Ако немало консензус за една изборна единица во работните групи и некој друг кочела не ВМРО ДПМН, левица сега ви кочи ова со диаспората што пробувате да го направите. Зошто на Мицковски не му е црвена линија едната изборна единица, па да ги условува другите кои кочат за една изборна единица? Зошто на Мицковски тоа не му е црвена линија, туку му е црвена линија сега диаспората? Па дури Мицковски денес рече, вели, спремен сум да ја прифатам едната изборна единица по цена на диаспората. Што да прифаќа? Тоа што го вети пред граѓаните. Свестете се, свртете се кон тие кои го кочат. Кон тие што го кочат процесот на донесување на една изборна единица. Сакам, ова не е театар, ова е вистината. И ова е нов момент за суштински проблем да укаже дека има една изборна единица. Црвена линија му е диаспората затоа што не му е гајле за граѓаните тука. Тоа е целата работа. Да беше вистински премиер, ќе му беше црвена линија демократизација. Повеќе аргументи, помалку театар. Апсолутно е лицемерно. Суштината на почеток на левица за кочење на самиот изборен законник не беше првично ни диаспората за која што еве денеска гледам дека уживате сега диаспората да ја зборувате. Беше пазарот кој што сакаше левица да го направи, за кој што за моделот на финансирање на политичките партии. И колку денари земав јас како кандидат на претходните избори? Еве ве молам кажете ми колку денари земав јас? Еве јас да ви одговорам. Може јас да ви кажам нула. Зборувам денеска за суштина, не за вас или за тебе. Милиони евра. Зборуваме на национална телевизија за суштина, не сте во парламент за да правите повторно театар, ако се слушаме аргументите да не ги слушаме граѓаните. Ве замоламе еден по еден да разговарате, само за да може да слушам театар и ваква манипулација. Значи моментот со левица околу изборниот законник беше што едно кажуваат на состаноци, едно се договараат, а потоа по повици знаете што ние нема да се подпишеме, можеби нема да го гласаме овој изборен законник, ама вие донесете си го.
моделот кој што вие го прифативте првично беше донесен со консензус. Прашајте си го вашиот учесник на работната група, ќе ви го Со потврди, диаспората сме ќе ви го го потврди истото. И не беше суштински проблемот со левица околу диаспората, туку беше првичниот модел околу финансирањето. Ама тоа лошо ли е? Вие имате ли капацитет да обезбедите фер избори? Немате капацитет. Признајте го тоа. Пошто го проблематизирате настапот фер на избори. Колку сакате толку, 3 пати ги сменивте ставовите за моделот на финансирање. Прво во работната група, до последно сега со средбата на сабота да барате ние велиме, ние велиме во ред толку колку што барате, толку ќе околу ви самата работна група. Видете, ние во тие 11 работни средби, првите 2 или 3 учествуваше и колешката Тренчевска, како представник на СДСМ, разговаравме за многу работи. Ова со гласањето на диаспората е само една од прашањата. Тргнаме од полесните работи, од препораките на ОПСЕ и ОДИХР, околу кои можеме да се согласиме. И работава добро одеше. На крај се искристализира 4 до 5 важни прашања, кои што секоја политичка партија ги кажа своите ставови околу тоа. Изборниот модел, една изборна единица, прагот, горе-долу околу тоа. И ние од ЗНАМ, и Левица, и ВМРО ДПМН, и ДУИ бевме за една изборна единица со различни проценти на праг. Се појавија предлози за 3 до 8 изборни единици. Не успеаваме да се сложиме за време на работната група. Околу платеното политичко рекламирање исто така имаше одличен предлог. Не од ЗНАМ, но ние го поддржавме да финансиите се распределат равномерно по бројот на пратенички мандати. И тоа би било идеално решение, применливо во било каква ситуација идна во однос на било кој изборен резултат. Сепак и тоа на крај не се прифати, одевме со проценти, ние како политичка партија, ЗНАМ, па и Левица, сега во овој момент не сме препознаени во изборниот законник. Веќе еден изборен процес поминавме за локалните избори и ние сме заинтересирани живот тоа да се реши поправедно во однос на сите политички Добро, субјекти. ви благодарам. Само едно кратко прашање во делот на препораките и во делот на консензусот. А зошто имаше консензус за одредбата која што се однесува на приговорите? Дека ако не е на записник, нема да се прифати приговор. Тоа не е во ред. И ние, не е само гласањето на диаспората. И ова е многу спорно. Ако не се внесе во записник, не може да има приговор. Па може да ви се случат милион ситуации. Не манипулираме една реченица, може ли само една? Ајде, една реченица завршуваме. Има и поважни прашања за луѓе што Нема да живеат. слушам, сакам да кажам, има и излезно решение за финансии да се укине потполно, да им заштедиме 7 милиони евра на граѓаните, да купиме нови амбулантни возила со тие 7 милиони евра и да одиме само со дебати на избори. Ние веќе ама ние веќе можеме. Јас веќе настапив на избори без тоа. Можеме повторно. Вие не можете. На финансирање на процентите, тоа е важно да се каже. Не сака да остане без пари. И ние прифаќаме. Да идеме без финансирање. И тоа што вие го побаравте како процент, поголем процент на 3 пати преговарање. А прифаќате ли целосно да се укине, на пример? Еве, прифаќате ли да отидат тие пари за онкологија, за амбулантни возила, 7 милиони евра? Зошто ни е потребно 7? Ако 10 милиони евра ни коштаат изборите, 7 милиони одат кај партиите, мислам дека реши. Добро, ви благодарам. Имаме Театар праве. владата е на средина на свој мандат и мислам дека ги се исполнете сите услови да ја анализираме работата. Еве и анкети излегоа за популарноста на политичките партии и политичарите, за нив ќе позборуваме. Тринчевска, вие како опозицијска партија по функција треба да бидете коректив на владата. Каде мислите дека има потреба највеќе да ја коригирате актуелната влада? Каде највеќе греши според вас? Каде не греши? Е прашањето. Подобро да беше Не, прашањето ова прашање го одбирам по тоа ќе